Хорот во кој има и поранешни и актуелни вокали на истиот начин ја пее истата песна, иако редовно го крие прецизниот распоред на стихови, бидејќи рефренот, благодарејќи на кој тие биле и се на бината, не и припаѓа на таа на која и се колнат, туку на оној кому и натаму му се завештани. Почитувани присутни, браќа, сестри, да запееме нашата песна. Нашата песна. Едно име. Во душата го носиме, за тебе живот даваме. What the fuck? Ова никогаш не преболена љубов за која и натаму постои искра која тлее, иако сега далеку од очите, но не и од срцето. Мора да поттикнува неприродни чувства, што од устата на новото име на кое треба да му се аплаудира, излегуваат зборови кои не се својствени за јавната, политичка, туку за некоја друга, интимна сфера. Мора да се избориме. А за да се избориме, мора овој мотив, љубов и искрено чувство, брат на брата, брат на сестра и сестра на брата трае. Недели, месеци може би од сега. What the fuck? Веројатно ваков тип на блискост која се заговара не се подготвени да прифатат дел од поранешните членови на раководството, кои изгледа премногу премеруваат, штом со леснотија тврдат дека вагата на која е качена партијата има вишок маса, ама само на страната, која ја влече гравитацијата. Тој во моментов е лидер на партијата, но смета дека тој е лидер на партијата. What the fuck? Но во исто време е еден тек кој што тежи на партијата или како камен ја влече партијата надоле. Тоа што влече надолу е камен кој како во модерните поговорки доаѓа од блиску. Така и во владата во која голем дел од времето веројатно се троши на смислување начини како да се одбранат самите себе си од себе. Оти како нормално да се свати оправдувањето дека еден вице-премиер, па макар му бил толку близок на Ахмети, повеќе од 6 месеци, воопшто не се појавувал на своето работно место. Во одреден период не беше присутен на некој од владините седници, меѓутоа тоа не значи дека тој не ги исполнувал неговите тековни обврски како вице-премиер. What the fuck? Одговорот се движи тука некаде. Тука некаде се движи, односно се истовара, ама не одговорноста, туку сиот шут, со кој ќе биде покриено очигледно уште едно симптоматично дил-ориентет однесување на МПЦ, која припомогната од власта, иако оформена како автокефал на 4 години подоцна. По 5 децении ќе го потпре и ќе придонесе за конечна реализација на брутализмот, како концепт на поземјотресните архитекти и урбанисти на урнатото Скопје. И во времето на Кензо Танге која планирал, таму е испланирано да има некој вид на блок. What the fuck? И на крајот, новите блокови сигурно ќе му помогнат на градоначалникот на Скопје, ама не да се справи со загадувањето, туку да стаса до ново ниво на Хеликс Джам. Поради тоа, време е да се свртиме кон оние кои за тоа со блоковите си ја знаат формулата. Значи, ако немате загадувачи, нема да има ни загадување. What the fuck? Вистинската диагноза е дека ако нема кеш, тогаш сосем сигурно ќе нема ниту загадување.